Вие сте со утринската програма на Слободен печат. Благодарам што и ова утро ние нудите до вербата и не гледате во живо, а веќе колегите Срган Ивановиќ и Дијан Андоновиќ се подготвени и можеме да ги видиме во соседниот дел од студиото, подготвени за меѓународната анализа. Има доста да се каже. Имаме поголем број теми, ја мислам да почнеме со ретосот, ако немаш време. Може би имаш некој прашање. Повелете да ве слушам внимателно. Дејан Андоновиќ, иска сме четврток, 7 март. Ден пред 8 март. Ден пред 8 март и ден по одбележувањето на историскиот лет во Вселената на првата жена космонаут Валентина Трешкова, која во 1962 година беше првата жена која ја напушти земјата, потоа и се врати. Таа најава за утре требаше да ја чуваш, пошто утре 8 март. Да, утре нашите колешки ќе го водат. Им го зема, целата програма, па немаме, ние мора се одјавиме денеска. Од кај да почнеме? Од она ракетирање на Одеса? Може со тоа? Можеме да почнеме, па Значи, да кажеме, проектил испален од калибар падна во релативна близина до местото каде што се наоѓал украинскиот председател Володомир Зеленски. Заедно со грчкиот премиер Мицотакис, кој бил кој е таму на посета, знаеме за Одеса, дека тој дел таму има доста... Има и грчки жители, малцинство. Има и грчка православна црква таму и сето тоа. И тоа не е толку важно, но што е важно? Важно е дека се за жал се обистинуваат оние прогнози кои ги зборувавме изминатите недели. Тие не ги измисливме ние врз основа на сето ова што се случува, но и врз размислувањата на многу геостратези дека Одеса би можела да биде следната цел и следниот борбен правец на руската армија. Зошто го велам ова? Бидејќи ако забележуваш и ти и нашите гледачи, малку па некој борбен воен брод на руската морнарица се уништува. Руската морнарица има сериозни, да кажеме, штети до сега во оваа 2 и колку години веќе колку трае војната, а многу малку има учинок, односно воопшто не беше користена. Значи таа е закотвена и е цел на напади. По оној пред 2 години командниот брод на Црноморската флота, кој беше голем срам за Русија, де факто, па потоа уште 2-3 брода, сега завчера и патролен чамец. Ми се чини дека веднаш од кога дојде таа информација завчера дека е уништен еден патролен чамец, се нарекува, тоа е класа на борбен брод кој е од помали димензии. Сега јас да не објаснувам многу за борбена морнарица, бидејќи многу и не сум упатен, но од општа култура знам што е патролен чамец. Тој е релативно борбен брод, помал од фрегата и корвета, но е борбен. Чини пари, има на него оружје, има на него посада, таа загинала колку што видовме во извештаите, е нападната и ми се чини дека Русија веднаш по таа информација, откако дроновите на украинската армија го уништија тој патролен чамец, тргна во контранапад, односно како да одлучи, а сега ова јас спекулирам, дека ќе мора да го затвора тој правец кај Одеса, кој има пристап по морски пат и по копнен блиску Крим, каде што нели е закотвена Црноморската флота. И ми се чини дека Русија геостратешки ќе мора, ако велиме дека Балтичкото море станува НАТО езеро со влезот на Финска и Шведска во НАТО, а вчера Унгарија официјално го ратификуваше членството на Шведска во НАТО, значи Балтичкото море стана НАТО езеро, бидејќи сите тука држави се во НАТО, така да веќе Русија тука и нема голем пристап, освен преку Калининград, но е енклава. Тогаш веројатно русите ќе се обидат, предпоставувам, Црно море да го направат Руско езеро, а за да го направат тоа мора да ја освојат Одеса и така Украина да ја направат континентална држава. Ако ја освојат Одеса, се разбира, ќе потсетам, Одеса е трет град по големина во Украина, но таму има руско население. Веројатно Русија ќе мора да оди на таа насока, покрај оние насоки во источна Украина. Таа полунејавувана руска офанзива која како се шпекулира дека би се Па не, она оди во 5 правци веќе. Руската офанзива оди во... Нели, оној силен удар во првите летни месеци можел да иде наместо на Харков во Одеса или во Харков и во Одеса? Па јас не ги знам потенцијалите на руската армија и далеко од тоа дека сум некој воен експерт за да можам да кажам што е, но можам да кажам што мислам, а мислам дека руската армија до сега покажа дека е воздржана во борбата, иако многумина ја оценија дека е слаба.
Не знам, затоа велам, не сум доволно експерт да кажам, но и исто така не знам, но логицирам зошто да не таква една голема армија да не направи офанзива во двата правци. Може би проценката е таква, не знаеме. Но едно е сигурно, руската морнарица доста трпе, изминатиот период, а воопшто не е вклучена во борбите. Втора работа, геостратешки гледано, многу ќе значи Одеса и поради традицијата, она што го зборувавме ти поупатен си од мене. Кој и како исторска поврзаност кој го формирал градот и сето тоа, но ајде да го ставиме практично денеска, доколку Одеса ја освојат, ќе го имаат правецот кон Приднестровје, првен, и Молдавија, каде што исто така има руска воена база и сето тоа. Значењето геостратешко е огромно, посебно оној дел после Одеса, значи тоа е Одеска област, нели, и делтата на Дунав, тоа е веќе балкански полуостров. Но и ќе ја направат Украина да биде континентална држава, а ние знаеме дека големите западни сили кои ќе видат континентална држава и немање на излез на море, веќе поинаку гледаат на таа држава. Ние се смеевме, можеби што не е за смеење, но ете, се пошегувавме пред некој ден кога излезе Медведев, заменик началникот на тој воен безбедносен, екс-председател, кога ја покажа картата како ќе изгледа Украина се околу Киев само. Киевска област, што само прејудицира дека можеби руските планови се токму тоа, доколку Зеленски не седне на преговарачка маса. А сега гледаме дека Зеленски не само што не седнува на преговарачка маса, туку во игра е сега и евентуален судир на НАТО и Русија. Прв пат после 2 години. Ама да биде прецизен, не НАТО и Русија, значи членки на НАТО со Русија. Да, ама имаме воена вежба во моментот каде што е во оној регион таму воени маневри каде што НАТО тренира евентуална одбрана од руски напад. Сега тоа може да е воена вежба, но се воени маневри со боева амуниција, колку што успеав да видам, а поучени сме од искуство дека кога се прават воени маневри, тоа е вовед во нешто. Да се надеваме дека се само воени маневри, но се погласно, значи онаа изјава по мене несмотрена на францускиот председател Макрон дека Франција би можела да испрати трупи и така тоа, испаѓа дека беше пробен балон за сета таа приказна. Никогаш по-недвосмислено американците побрзо не експресно нели они не го демантираат, туку едноставно искажаа ако Макрон планира да плаќа војска, ние нема сигурно да идеме во Украина. Значи, повторно дека тука нема многу простор за маневар. Значи, ако сака тој самиот, уште можеби некои членки на алијансата да бидат во Украина, тогаш во ред, ама тука нема да може да смета на американска помош. Јас тогаш реков и денес кога ги кажам, јас не верувам дека може да дојде до такво нешто, но како викаат, коцката е фрлена и сега сите опции се во игра. Мене она што ми е загрижувачки се дека ако порано беше она не се ставаше под разно дека прво Западот ќе испраќа оружје, па дека Западот ќе дава пари, па после дека... За се што рекоа не, па после испадна да. И сега НАТО нема шанси да влезе во директен судир со Русија, но еве, ние ги гледаме изминативе денови, особено 7 дена, дека веќе како идат нивните сценарии, велам нивните, русите би можеле да го освојат сувалки помеѓу Белорусија и Литванија коридорот за да може да го осигураат копнениот коридор со енклавата Калининград. Русија можно Приднестровје да го активира за да се поврзе со Приднестровје, бидејќи во Приднестровје живеат руси, дел од Молдавија, а Молдавија сака да иде во Европска унија. Тука никаде би била линијата. Република што е во Молдавија, Гаугазија, тоа се мнозинството се православни турци. Се мнозинството на Гаугазија. Председателката на Гаугазија вчера во Сочи имала средба со Владимир Путин, кој му се пожалила за лошиот третман на Маја Санду. Да, а Маја Санду сака да оди премиерката на Молдавија да иде во НАТО и во Европска унија. Дека Молдавија, ако да кажеме Приднестровје е територија која би ја изгубила,
во една таква ситуација би можела и Гаугазија да се приклучи на... Па Гаугазија сигурно таа веќе најави. Таа е автономна област е тоа. Да, но ќе има уште, знаеш, и во Естонија, и во Литванија, и во Летонија кои се во НАТО, и во тие балтички држави, исто така има руско население и сега не знаеме како игра нешто зад кулисите на овие информации кои ние ги читаме, ги гледаме, ги наблюдуваме, ја не знам како да ги наречам, се случуваат многу работи. Затоа велам, се некако упатува на тоа дека ќе дојде до финале на овој судир, а финалето може да биде со разбудување на некои замрзнати страсти, би ги нарекол. Конфликти. Па русите во овие држави ќе посакаат да се вратат, некои руси не сакаат, како што се виде во случајот со Харков, каде што Москва комплетно промаши, очекувајќи дека русите во Харков веднаш ќе се побунат. Ќе се приклонат кон Русија, затоа Харков и не падна, а гледам него ни напаѓаат многу често. Не ги знаеме состојбите таму, и тие што се таму не ги знаат состојбите, зборувам за нашите колеги кои одат таму, бидејќи можеш да видиш една точка, не можеш да гледаш цела слика. Се на се доаѓа до некој кулминација на овој конфликт кој нема воопшто за сега намера да прекине, или ќе победи Русија, или ќе победи Украина. Да не забораваме, немаме премногу време, Соединените Американски држави, супер вторникот заврши, Бајден победи сам со себе во... Бајден се успеа да победи. Но Доналд Трамп освои огромен број на Ако дозволите, гласови. имам едно прашање во контекст на ова. Сега читам на Слободен печат една од најновите информации поврзани со Соединените Американски држави. Доналд Трамп го кани на телевизиско интервју Џо Бајден. И сега ме интересира колку се тие реални кај нив. Дали е тоа тешко како кај нас, бидејќи на нашата политичка сцена одамна немаме прилика да гледаме двајца лидери на дебата, тоа е многу голема реткост. Македонската политичка сцена, каде што не е така Не е нормално да има репер, дебата. не е ни репер. Во Соединените Американски држави за време на онаа главна кампања, нели, пред изборието кога Дебатата е главна, да. Да, дебатата е главна и тоа се организираат 3 дебати, сите 3 дебати се со на различни теми. Бидејќи нема време, нели, во 2 часа за се да се разговара. Прво ќе се разговара за надворешна политика, па за домашна политика, па на крај може би Зошто кај нас има таков миграција проблем? и така. Зошто кај нас има таков Ќе проблем? мораш за да се лидерите сретнат двајца и лидери, да. партиите вака Тоа кои е доаѓаат да ги прашаме, мада не гениално верувам дека ќе прашање. добиеш одговор. А инаку јас сакам да се Ники надоврзам. Хели се откажа така. Ники Доналд Хели се Трамп откажа е извесен кандидат. И беше вчера цел на притисок и од Трамп и од Бајден, бидејќи Трамп рече дека очекува гласовите на Хейли и незините симпатизери да ги Па тие не се. префрлат. Не е важно, и еден да е, еден плюс. Видовме како изгуби Трамп пред 4 години. Но и Бајден побара од Хейли да ги повика незините приврзаници да гласат, бидејќи се работи за Америка, Хели не за... рече нека заслужи Трамп ќе ги добие. Добре, но она што мене ми е сега интересно и што морам да го кажам, а не го кажуваме, е ова предизборие, добро, Хейли се откажа, Трамп и Бајден ќе очигледно ќе има реприза у ноември на нивен председателски дуел, што американските демократи во Сенатот почнаа да ја доведуваат во прашање испраќањето на оружје за Израел поради состојбата во Газа. Тоа само укажува на она што исто така во ова студио го коментиравме, ако се сеќавате и двајцата, а тоа е дека демократите губат огромен број на гласови од муслиманите и арапите во САД, бидејќи ова што се случува со Газа директно влијае на овие избори во САД. Колку и да има јако еврејско лоби, колку и да е сепак има голем број на гласачи муслимани. Во сојузната држава и во Мичиген и во Илиној, голем број на демократи, претпоставуваме дека се муслимани или пак се про-палестински настроени, едноставно абстинирале од гласањето за Џо Бајден на овие И сега се доведува во прашање помошта на САД за Израел. САД кој е единствен и сериозен спонзор за Нетањаху и неговата влада. Од друга страна, ние сме во очекување, има уште 3 дена или 4 до 10 таму март, кога Израел го даде ултиматумот овие да ги пуштат заложниците, во спротивно почнуваат со напад во бегалскиот камп Рафах, а после тоа ќе дојде до експлозија и до состојбата воена, и политички, и дипломатско, и директно ќе влие врз овие што се на власт во Вашингтон, бидејќи тие ги носат одлуките. Тука републиканците добро изигруваат се. Да, почекаме, значи, до недела да видиме што ќе се случи во Рафах, во Палестина, и сега немаме повеќе време. Александра, време да се одјавиме.
Време е да ве прашам, што се случи, како реагиравте во вторникот кога имаше пат на социјалните мрежи? Како вие го почувствувавте? Ја мислев дека ме хакирал некој. И ја исто така. И помислив и нешто друго, а после и прочитав една од шпекулациите и тезите кои па не мора да се и лага, зошто бидејќи синоќа повторно имаше напад на хутите. Дека тие ги пресекле каблите, ама не е тоа сигурно. Сега има една друга полога. Ако вчера се смеевме дека хутите ги исекле тие кабли бидејќи плитко е морето и не знам што, сега има некоја логика бидејќи вчера имало повторно напад на грчки брод, експлозија имало и пошто е плитко морето и каблите се уништиле. Сега пред некој ден биле на интернет, вчера биле за струја, претпоставувам, не знам. Значи, ниједна од овие информации не треба да кажем 100% дека е така, но не смееме да ја отфрлиме бидејќи нема докази и никогаш нема да докажеме. Ке те потсетам, беше исто и со Северниот ток, дека русите сами си го срушили. Да бе, НАТО ќе им го руши, ќе ја зафркне Европа, на крај се испостави дека тоа си го направиле НАТО, односно ја уништиле нели економијата на Германија, на Европа со допремањето на руски газ. Се е можно, затоа ние само ќе ги спомнеме овие вести, а нека судат гледачите и дека си. Да, и ќе препуштиме на нашиот следен гостин да не чека, повторно ја пробивме, имаме реакција од режија, повторно ја пробивме делот од програмата со вас. Благодарам што бевте заедно. Дека сме интересни за тоа. Така е, се согласувам. Интересни сте, комплетно се согласувам, но интересно ќе биде и нешто следува на Слободен печат. Токму за оваа тема, за падот на социјалните мрежи, за сајбер безбедноста, но и за состојбите во Украина, ќе се зборува во продолжение на Слободен печат со професор Методи Хаџијанев, мојот колега Дејан Србиновиќ е веќе подготвен. Бидете заедно со нас.